Бојан Маричич, Сања Лукаревски или Љупчо Николовски ќе биде мандатар за состав на новата влада, дознава Алфа од своји извори во СДСМ. Тројцата имаат поддршка од различни страни во партијата за добивање титулата нов премиер. Вице-премиерот за борба против корупцијата важи за фаворит од партиското крило на премиерот. Сања Лукаревска пак има поддршка од скопското крило, а Маричич е фаворит на партиските лица кои доаѓаат од невладиниот сектор. Токму министерот за правда последниот период стана лице на партијата, откако рече се исчезна од јавноста Филипчи Спасовски, како најблиски соработници на Заев, главен пред медиумите стана Маричич. Да, води со плот. Сепак кај него проблематично е што во неговиот сектор резултатите баш и не се најдобри. Македонија има катастрофални бројки во правосудството, обвинувања за политички затвореници, а ги има и случајите Рашковски и Кичеец. Посебно тие кренаа голема прашина во јавноста последниот период, но според Маричич не влијале на довербата на граѓаните во правосудството. Секој кој што е лишен од слобода, во затвор или во притвор, има одредени права и одредени обврски. Тие права ги разгледуваат и за нив одлучуваат судовите. За нас е најважно да се одржи јавната безбедност, судството да функционира по закон. Секој од нас, сите ние, сакаме правда и сакаме тие случаи да бидат во рамките на законот. И тоа е за нас најважно. Со голем успех во работата не може да се пофали ниту Љупчо Николовски. Точно, Љупчо Николовски, како било кој друг граѓанин, полека, ќе ти одговорам, има право на одмор. Вака се правдаше кога во среде пандемија и илјадници мртви замина на одмор во Дубај. Македонија се наоѓа близу дното на сите рангирања во борбата против корупцијата, а и тој си има скандали зад себе. Со подсмех во јавноста беше прифатено неговото фалење на Facebook дека заплениле путер. Тоа што законски ме следува, нема да дозволам никој да ми го попречи. 3 дена одмор на 16 часа работа за граѓаните и за државата, честно, искрено и одговорно, имам право да ги посветам на сопругата. Може би контекстот и од ова временска дистанца е направена грешка од наша страна што е избран Дубај 3 дена и некако одмор, туку и работни состаноци на сопругата која што живее, односно работи за странска компанија, не за домашна. Иако првично беше споменувана како фаворитна, Лукаревска сега и се даваат најмали шанси, но сепак истите постојат. Според информацијата, таа иако партиска заменичка на Заев, има најмала поддршка од лидерот на партијата, бидејќи дел од скопското крило каде СДСМ овие избори доживеа вистински дебакл.